Другари и другарки, почитувани делегати, драги гости. Ке почнам онаму каде што застанав на првиот пленум одржан пред 4 години, кога никој не веруваше во подемот на левица. Кога на состаноците собиравме пари во тегла да купиме спрејови за нашите герила акции и кога партијата едва ја пререгистриравме за 2 месеци, наместо како сега за 2 дена. Тогашната наша визија, заедно со моите соборци од президиумот кои застанаа рамо до рамо со мене во најтешките моменти за партијата и кои го сконтаа историското значење на новата левица предводена од харизматско лидерство, која ќе ги гаи асномските идеали, еве сега можеме да констатираме дека се остварува како пророштво. Тогаш кажавме, а и сега ќе повториме. Неопростив греф на левицата е ако популизмот и големите национални прашања и ги оставиме на десницата. Нашиот модус операнди кој го даде финалниот резултат, содржан во доктрината на лев популизам, го вклучува следново. Прво, директно обраќање кон плепсот. Кон плепсот кој тврди дека е популус. Ние ја симплифициравме класната борба и свесно ја вулгаризиравме смислата на нашите пароли и зборови, отфрлајки ги академските кокодакања на трибините како мерило за начитаност и нагизденост. Уште на минатиот пленум им најавивме. Времето на политичката коректност помина. Нашата доминација на социјалните мрежи сведочи дека сме биле во право. Вториот пункт е мејнстримизација на каузата. Претворајќи ја борбата за нашите идеали во масовно народно и првенствено младинско движење, ние отидовме отаде секташкото левичарење на троцкистите. Наместо бесплоден NGO активизам, свативме дека само партија може да запре партија. И тоа го направивме. Третиот пункт на нашата доктрина е антагонизмот. Спротивно на постмодернистичкото филистерство, кое нагласувајќи го дијалогот и рациото, го занемарува афектното и ирационалното, кое е иманентно на политичкото, оти човекот не е само логос, туку и патос. Оти не е само паметта, туку е и страста. Ние го следевме марксистичкиот пример на безпоштедна критика на сето постоечко. Критика која нема да се плаши од резултатите до кои ќе дојде, а уште помалку ќе се плаши од судирот со постоечките сили. И затоа ние со право го заслуживме епитетот на борбена партија, која е репрезент на народната волја и која не се плаши во јавниот дискурс да го вербализира она што сите го мислат. Четвртиот наш постулат е антиелитизмот. Ние не сме партија која ги представува сите. Ние сме партија која ја представува работничката класа и непривилегираните. Од тука наше е да го повикуваме духот на антиестаблишментот да излезе од шишето и да заигра во дворот на богаташите и транзицијските профитери. Дојдено е времето за наплата, да ги преброиме зулумите, да ги израмниме есапите. Оти токму работата на рушење на овие нездрави услови во кои живееме е многу попродуктивна отколку работата под нив. Ние ќе мораме да го срушиме тимот на алчните doing business политичари со големината на нашиот карактер. Следната точка е антикапитализмот. Ние мораме радикално да се конфронтираме со олигархиската моќ која го корумпира политичкото. Тајкуните, велепоседниците, медиумските магнати кои само го перпетуираат статус квото во општеството. Но при тоа мора да бидеме политички мудри, да ги комбинираме тактиките на парламентарното и вонпарламентарното делување за доаѓање на власт, а во меѓувреме од нашата автентична теорија
да не правиме догма, туку прирачник за акција. Сега неодминливо е да составиме една наша остра филипика и да дадеме омаш на сите политички непријатели кои пред 4 години беа 3, а сега нараснаа на 4 со тенденција и натаму да растат. Првиот лоциран наш непријател е анационалниот, фејкерски, северџански социјалдемократски сојуз, кои како наследници на некогашната комуњарска номенклатура и на привилегираниот династиски систем од времето на Југославија, едновремено се и нашите класни непријатели. Во првото полувреме, а тоа се следниве парламентарни избори напролет, токму овие квислинзи ние ќе мораме да ги десеткуваме. Оти децата на транзицијата пораснаа и сега доаѓаат по своето. Доаѓаат организирани, доаѓаат да го детронизираат оваа одродена каста и да ја остварат толку посакуваната пасокизација на СДС, која е наш меѓугенерацијски аманет. Станува збор за таков политички профил на личности, кои да предпоставиме дека сме во НОБ за време на Втората светска војна, тие истите би ги презирале парталавите идеалистички настроени партизани и истите би ги предале на спастрените и цивилизирани окупаторски наци војници. Тоа е таква подла, таква вазална структура на црвено-буржујски луѓе, од која се срами секој чесен и воспитан човек. Вториот наш враг е до срж расипаниот со росписки невладин сектор, кој е директна странска агентура која работи против Републиката. Оваа сателитски инсталирана пета колона ќе треба да ја решиме во првите 100 дена од доаѓањето на власт, ако сакаме да имаме Браво! држава. Недопустливо е овие амбасадорски мажуретки, овие платеници на калето, купени со западни пари, да ни го креираат внатрешното јавно мислење. Како што важи забраната за странско финансирање на политичките партии, истата забрана ќе важи и за невладините колаборационисти и тинк-тенкови. Да ги видиме тогаш дали овие џабе дераловци, амонстраловци, јаневци, борјаневци, фрчковци, потрчковци и другите експоненти на веќанските интриги, да ги видиме тогаш дали со истиот жар и отровна пакост ќе плукаат на нашата кауза, ама сега за $0. Овие паднати ангели на енџиоизмот, со својата божемна действена честитост и професионална експертиза, скриени за темните подочњаци на цитнобуржујската декаденција поддржана од купените уредници на фабричките медиуми, тонат во својата наводна независност. Но овие пијавици на народното тело се само обични позери, шарени револуционери на фразата, тие се неспособни да пројават карактер, дисциплина и упорност во борбата. Непостојаноста на таквата нивна квази-револуционерност, незината бесплодност, помодарство, својството брзо да се претвора во покорност, компромисиерство, апатија, фантастика, па дури и во бесен фундаменталистички занес. Сето ова за нас се чини дека е ноторно и општо познато. Сега ќе преминам на третиот наш лоциран непријател. Тоа е великоалбанскиот национал-шовинизам и етнотрибализам, кој на моменти е милитантен, навиду многу опасен и со полна пареа, со бланко поддршка на нашите божемни стратешки НАТО партнери, работи на идејата за големи држави на Балканот. Ним имаме да им порачаме. Пројде вашето време. Вашата Сатурналија нема да трае вечно. Сега сте само бледа сенка од она што сакавте да бидете. Се менува и геополитиката на вашите надворешни ментори, подбуцнувачи и патрони, а се менува и духот на македонецот. По појавата на левица,
По појавата на левица, македонецот веќе не е и никогаш повеќе нема да биде инфериорен во сопствената држава. Запомнете го ова добро. Си играте со погрешната генерација. Нема веќе да ја трпиме октроираната рамковна тиранија на малцинството и да ја гледаме спонзорираната дейтонизација и либанизација на нашата татковина, која сакате да ја претворите во перална за вашите црни пари. А лекот за овој башибозук, за овие екстремно штетни појави на распашана косоваризација на Македонија и планска бейрутизација на Скопје, ни ги дал никој друг, туку лично Петар Попарсов, основачот на Македонската револуционерна организација и автор на првиот устав на ВМРО од село Богомила, Велешко. Тој во својот напис на Мокров, уште кон крајот на 19 век, ни дава една извонредна реплика која и како е актуелна и денес и која ќе ми дозволите дословно да ја цитирам. Тој пишува: Рајо, рајо, обраќајќи им се на каурите во тогашното Отоманско царство. Мислиш ли ти дека со бабински плачеви ќе те слушне Бог и ќе се спасиш? Се лажеш, несрекнице. Од офлеле и така ни било пишано досега никој аир не видел. Та свести се за Бога. Те тепа Арнаутин, тепај го и ти, и тој душа, и ти. Раци ти дал Господ, што му додеваш на Бога. Овој оригинален приод, својствен на нашата вековна традиција и на нашиот народен гени, заедно со така наречениот мијачки рецепт за непродавање на недвижнините на некој кој е надвор од генсот, за да не може со парите од Швицарска да ни купуваат наши куки, наши ниви, наши бавчи, е оригиналниот колективен начин на македонска вековна самозаштита пред наездата на примитивизмот, македонофобството и необализмот, кои неказнето ни го сервираат некои третокласни и редентистички и сецесионистички настроени политичари од Западна Македонија. И последниот, најнов наш непријател е десничарската одмаздолюбива ДПМНЕ и нивната корпоративна мрежа на ботови, оркестрирани куртон медиуми и уиграни национални телевизии, кои се оставштина уште од времето на груевизмот. Овие омразени миленковци, латасовци и мирчевци се истите стари компромитирани провладени загари кои злобно ја гушат народната волја, продуцирајќи само лажна дихотомија во етерот. Во нивните досадни дебатни емисии, топ теми и само вистини, има место само за двете големи партии кои се најголемиот душман на македонскиот народ, поради кој денес го имаме пеколот во кој живееме. Овие медиумски цицачи на народниот буџет, политиката преку итар пиар ни ја сведоа на обично спинување, што пак резултира со зголемена апатичност и абстиненција на изборите. Тоа е она што овие културни хегемони го сакаат и затоа наша работа е токму тоа да им го раскринкаме. Не смееме да им дозволиме преку нивните недоквакани wannabe интелектуалци, кои како дежурни папагали секоја вечер кмишат на ТВ екраните, понатаму да го малтретираат народниот дух, ширејќи кич, безидејност и малограѓанштина. Ќе им го зголемиме нивото на регулација, па наместо трујачи, милом или силом ќе ги престориме во просветителски едукатори на населението. Во овој дел би сакал сосем накратко да искомуницирам и со огромното мнозинство на така наречени неопределени гласачи кои буквално ги решаваат сите избори без исклучок. Почитувани сограѓани, мораме конечно да се разбудиме од нашиот граѓански сон и да сватиме дека само организираната работничка класа е државотворна. И затоа, без оглед дали живеете од вашиот мануелен или интелектуален труд,
мораме да излеземе од менталитетот ние не сме партија, кој им оди во прилог на оние врхушки кои договорно се менуваат на власт изминативе 3 децении. Јавно ги повикуваме сите здраворазумни луѓе. Приклучете се масовно кон нашето грасрут политичко движење кое се роди како чиста совест на нацијата. Без претенциозност, но тоа ви е последната шанса во нашето совремие за пристоен, среден и нормален живот во Македонија. Се друго е само залажување и ескапизам. Драги наши симпатизери и истомисленици, за жал, мораме да констатираме дека само со авангардата не можеме да победиме. Да се фрли само таа во решителниот бој, додека целата класа која се прехранува од сопствениот труд, тоест широките народни маси, не зазеле позиција барем на благонаклона неутралност кон неа и на потполна неспособност да го поддржуваат незиниот политички противник, би било не само брзоплетост, туку и политичко злосторство. А пак за да може целата подчинета класа, сите оние угнетени од капиталистите, рекетарите и мафијашите, да дојдат до таква позиција, за тоа не е потребна само пизма, пропаганда и агитација. За тоа е потребен сопствен политички опит на тие маси. А токму тој опит го имате денес преку левица, која и покрај сите шиканирања во јавноста, пркосно го проби меурот на злонамерниот изборен систем и влезе внатре, во институциите. А чим им влеговме, нека знаат сите дека нема излегување од тоа. И конечно сега сакам да се обратам до вас, до нашето борбено членство на кое му се падна тешката генерацијска битка да ја проветри бајатава политичка сцена. Ке се обидам да применам апофатички метод, тоест да оперирам дури и со теолошки термини, отинели ако размислуваме шмитовски, политиката е само своевидна секуларизирана религија. Римјаните велеа omnes definitiones periculum est. Секоја дефиниција е штетна и затоа ги избегнуваа, оти не постои дефиниција која не можете да ја побиете. А ако нешто не можеш да дефинираш, тогаш дефинирај не тоа што сакаш, туку тоа што не сакаш. Ние точно знаеме и што сакаме и што не сакаме. Она што го сакаме е антиклерикализмот. Мораме да се залагаме за доследен, лаички секуларизам и антиконзервативизам и да иницираме разобличување на патриархалниот морал кој го замајува пролетаријатот и ги држи жените забулени, а мажите во културна заостанатост. Се залагаме за даночење на верските заедници и се противиме на нивното мешање во јавниот живот и во државните работи. Религиските стеги и злоупотребата на верските чувства немаат место во нашето современо општество и во нашата модерна програма. Втората точка е антианационалност. Насушно ни треба изворниот, асномски, лев патриотизам, кој е единствениот спас за републиката над која се навјасале сите профашистички демони од минатото, за кои мислевме дека се поразени, но еве се покажуваат поживи од било кога. Враќањето на колективното достоинство и гордоста на повредената македонска нација е предуслов за враќање на суверенитетот на државата. Левица како прогресивна и надетничка партија мора да пронајде механизми за идна комуникација со сиромашните албанци, турци, роми, власи, срби или бошњаци, бидејќи овие луѓе секојдневно ги проживуваат истите екзистенцијални ужаси како и сиромашните македонци. Затоа се залагаме за социјална, а не за етничка позитивна дискриминација. Следниот пункт е антиимпериализмот. Ни требаат луѓе кои читаат меѓу редови на западнистичката пропаганда и кои контаат дека унилатералниот свет е мртов. Новиот мултиполарен свет, кој за среќа се раѓа пред нашите очи, ќе донесе тектонски поместувања на глобалната меѓународна сцена, кои за среќа ќе се случат во текот на нашите животи.
Затоа мораме да ја фатиме новата фреквенција, негувајќи го некогашниот социјалистички дух на интернационализмот и мултилатерализмот на неврзаните, да соработуваме со сите големи суперсили на светско ниво, без предрасуди, без наметнати наративи и тргнувајќи исклучиво од сопствениот национален интерес. Следната наша позиција ќе биде антиврховизмот, или така наречениот санданизам, политичка доктрина на дозиран јакобизам, антифашизам и прагматизам, кој исто како некогаш левото крило на организацијата нема да се воздржува со силеджиите да зборува силеджиски, а со интелектуалците интелектуално. Впрочем, кој јазик го разбираат, на тој ќе им зборуваме, како што веќе покажавме неколку пати во и надвор од собранието. Следната наша позиција е антиклиентелизмот. Мораме да го неутрализираме тој трговски менталитет на бруто или нето, односно на до уд дес. Ти дадов за да ми дадеш. Ова снобовско резонирање, овој пресметковен алаш вериш, што добивам, а што губам со мојата ангажираност, е она што го кочи искрениот и волонтерски активизам. Нам клиенти не ни се потребни. И затоа не треба да привлекуваме таков калибар на луѓе, кои најчесто се пребегани од другите мејнстрим партии, разочарани што ги извисиле за некоја фотелја, бизнис, тендер или вработување. Овие побегули како шверцери на сопствените животи секогаш ќе имаат резервирано место во чекалната на нашиот политички блок, барем додека не созреат и не ги прифатат нашите левичарски вредности. Следната наша позиција е антиконформизмот. Мораме да сватиме дека сме си ја ставиле главата в торба, борејќи се против цел еден разработен, подмачкан и усмрден систем на корумпирани чинители, поврзани како свински црева, и дека работата што е пред нас ќе биде тешка и макотрпна. Не чека трнлив пат до изгревањето на новото сонце на слободата. Затоа ни е потребна известна доза на фанатизам, жар, лудост, пожртвуваност и упорност во борбата. Оти ова што ние го правиме заедно е поголемо од сите нас поединечно. Левица не ја создадовме да изгори на едни избори, туку да трае долги години и многу животи. Затоа тестот на секој еден наш член кој ја прифаќа нашата платформа е да се обврзе на одлучна акција за незина реализација, а не како некои шпекуланти само формално да ја прифати, а се ирџиски да стои пострана кога треба инконкрето да се делува на терен. Следната позиција ни е антипесимизмот. Ширењето малодушност, немукает и дефетизам е погубно за нашите редови. Затоа е и дисциплински престап во нашиот статут. Патетичноста е контрареволуционерна, другари. Главата горе, нема паѓање во духот, дури и кога сме соочени со предизвици и неволи од највисок вид. Наша должност е со нив да се соочиме, нив да ги решаваме како знаеме и умееме во материјалните околности кои сме ги затекнале. И последната позиција е антибирократизмот. Ни требаат луѓе без чиновнички менталитет. Оти промените кои ги планираме можат да ги спроведат само луѓе војни, а не луѓе зачаурени во својата канцеларштина. Ни треба посебен ков на инспирирани, интелигентни и креативни луѓе со поширок светоглед, со отворен ум и со храбро срце, кои размислуваат на големо и немаат време за попатните жалопојки на плачковците и ситнодушците. Сега сакам да упатам апел до два типа на наши членови, до раководните кадри и до обичното членство. Мојот апел до раководните кадри е: не наметнувајте вештачки авторитет над базата. Тоа го убива моралот. Ние веќе го надраснавме времето на фратрија, дајте да градиме партија, со јасни принципи, со начела, за кои ќе владее другарска самокритика ако ги прекршиме.
Оти ако се спасени принципите, се е спасено. Скротете го вашето его и вашата суета. Водете ги другарите преку својот личен пример. Верувајте ми, нема поголем и позаслужен респект од таквиот. Само така ќе имаме здрави другарски односи, а не односи на незаслужено страхопочитување заради партиската функција, која контаминираат работната атмосфера и прават плодна почва за пасивизација, за сплеткарења и за фракционерства, кои напоменувам дека нема да бидат толерирани. Вториот апел е до нашите обични членови. Збите ги вашите редови. Не влегувајте во глупави кавги и расправи. Големи битки не чекаат. Вие треба да вредите колку 10 наши политички опоненти, за да можеме да им парираме и на крајот да ги победиме. Вашата идеологија, вашата лојалност кон идејата, вашата посветеност во работата и вашата исполнителност во доблестите, добронамерноста, честноста, неподмитливоста, трудолюбивоста, истрајноста, храброста и борбеноста ќе бидат објективно мерило за вашиот субјективен напредок во партиската хиерархија. Секој заслужува да добие шанса, а дали ќе ја искористи, зависи од него самиот. Во партија која расте, има место за секого, да покаже што знае, да се чувствува корисен и да придонесе за остварувањето на нашата правична кауза, борејќи се за национална и социјална правда и целејќи кон една сеопшта еманципација на народот. И сега да сумирам. Сун Цу, еден познат кинески филозоф, во неговото дело Уметноста на војувањето ќе ни каже: ако противничките формации се ранливи, време е да тргнете да ги нападнете. Новата борбена левица е тука да напаѓа, а не да се брани пред бонтонот на лицемерите. Ке јуришаме кога треба да се јуриша, ке се повлекуваме кога треба да се повлекува. Ке ги исцрпиме нивните редови со големината на нашата доктрина, политичка стратегија и тактика. Ке ја искористиме нивната агресија против нив. Ке реагираме брзо како змија, која го возвраќа ударот со опашката, тогаш кога ќе ја удрат по главата, а со главата кога ќе ја удрат по опашката. А ако не удрат во средината, ќе им вратиме и со главата и со опашката. Да живее левица, да живее Автономска Македонија.